Советот на општина Гевгелија. Ја отворам четвртата седница на Советот на општина Гевгелија. На денешната седница се покани Андон Сарамандов, градоначалник на општина Гевгелија, Ангелинка Пескова, пратеник во Собранието на Република Македонија, Сашко Јанчев, пратеник во Собранието на Република Македонија, представници од Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски Гевгелија, представници на општинската администрација, представници на средствата за јавно информирање. На денешната седница се присутни 19 од вкупно 19 членови колку што брои Советот. Според тоа, постои кворум за полномошно одлучување. За записничар е одреден вработениот Благој Карпов, а за правник е одреден вработениот Благој Ристов. Записникот од претходната, од третата седница ви е доставен. Дали има забелешки по истиот? Ако нема, го ставам на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Констатирам дека записникот е едногласно усвоен. За денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Предлог заклучок за утврдување на нацрт буџетот на општина Гевгелија за 2026 година. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 2025 година. Предлог одлука за давање на трајно користење, одржување и управување на доградбата на објектот Сончогледи во Гевгелија на јавната општинска установа за деца, детска градинка Детска радост Гевгелија. Предлог одлука за утврдување на предлогот за воспоставување меѓуопштинска соработка. Предлог одлука за прифаќање на иницијатива за изработка на измена и дополна на урбанистичкиот план на село Моин, општина Гевгелија. Точка 6. Предлог одлука за измена и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Гевгелија за 2025 година. Точка 7. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањата на годишниот план на вработување на Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски Гевгелија за 2025 година. Точка 8. Предлог решение за формирање на комисија за изработка на програмата за работа на Советот на општина Гевгелија за 2026 година. Точка 9. Предлог решение за формирање комисија за селекција за избор на членови на управниот и надзорниот одбор на јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец Гевгелија. Точка 10. Предлог решение за разрешување членови во училишниот одбор на Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски Гевгелија. Точка 11. Предлог решение за именување членови во училишниот одбор на Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски Гевгелија. Точка 12. Предлог решение за разрешување на членови во управниот одбор на Работничкиот универзитет Кирил и Методија Гевгелија. Точка 13. Предлог решение за именување членови на управниот одбор на Работничкиот универзитет Кирил и Методија Гевгелија. Точка 14. Предлог решение за разрешување членови при управниот одбор на Дом на културата Македонија Гевгелија. Точка 15. Предлог решение за именување членови во управниот одбор на Дом на културата Македонија. Точка 16. Предлог решение за разрешување членови на управниот одбор на Пионерскиот дом Јосип Броз Титов. Точка 17. Предлог решение за именување членови во управниот одбор на Пионерски дом Јосип Броз Титов Гевгелија. Точка 18. Предлог решение за разрешување членови во управниот одбор на јавната општинска установа Библиотека Гоце Делчев Гевгелија. Точка 19. Предлог решение за именување членови во управниот одбор на Библиотека Гоце Делчев Гевгелија. Точка 20. Предлог решение за разрешување членови во управниот одбор на Детска градинка Детска радост. Точка 21. Предлог решение за именување членови во управниот одбор на Детска градинка Детска радост Гевгелија. Точка 22.
Предлог решение за разрешување членови во одборот за надзор за вршење на внатрешната контрола на материјално-финансиското работење на детската градинка Детска радост Гевгелија. Точка 23. Предлог решение за именување членови во одборот за надзор за вршење на внатрешната контрола на материјално-финансиското работење во Детска градинка Детска радост Гевгелија. Точка 24. Предлог решение за разрешување членови на управниот одбор на комуналното предпријатие Комуналец Гевгелија. Точка 25. Предлог решение за разрешување членови на надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Комуналец Гевгелија. Точка 26. Предлог решение за разрешување член во Општинската комисија за проценка и утврдување на висината на штетите предизвикани од елементарни непогоди во Општина Гевгелија. Точка 27. Предлог решение за именување член во Општинската комисија за проценка и утврдување на висината на штетите предизвикани од елементарни непогоди во Општина Гевгелија. Точка 28. Предлог решение за разрешување член во Локалната комисија за борба против недозволена трговија со луѓе и илегална миграција во Општина Гевгелија. Точка 29. Предлог решение за именување член во Локалната комисија за борба против недозволена трговија со луѓе и илегална миграција во Општина Гевгелија. Точка 30. Предлог одлука за исплата на финансиска помош на лицето Михаела Митровска за медицински третман и лекување во странство. Како дополнителна точка, точка 31, ви е доставена предлог одлука за давање на времено користење недвижна ствар во општинска собственост на државен орган. До мене беше доставена и точка, предлог точка, односно иницијатива за ставање на точка на дневен ред од Советничката група на Левица. Беше доставена изработка на стратегија за развој на зеленило, предлог одлука за изработка, со оглед на тоа дека предметите, односно оваа иницијатива беа доставени до мене по пуштањето на дневниот ред, односно во рок по него исполнува членот 58, членот 59 од деловникот. Предлагам да се комплетира и во останатите сегменти кои ни достигаат, тоа се финансиските рамки на оваа точка, и да бидат доставени за следната седмица. Комплетирана иницијативата со предлог точки на дневен ред. Заклучно со точка 31, отварам претрес по предложениот дневен ред. Дали некој се јавува за збор? Тодоров па Нечевски. Според член 18 од деловникот на Општина Гевгелија предлагам 32 точка на дневен ред да биде советнички прашања до градоначалникот, имајќи предвид дека и ние имаме право како советници да поставуваме прашања усмено и писмено до градоначалникот, усмено во текот на седмицата под точка советнички прашања, а писмено во текот помеѓу две седмици. Предлагам да се стави таа точка кај на дневен ред, да се гласа. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Прво Нечевски беше процедурално, па... Почитувани советници, почитувана јавност, почитувани медиуми, почитуван градоначалник, добар ден. Иста и мојата забелешка со претходниот дискутант, ќе се повторам и барам, ова е веќе втора работна седница, точката советнички прашања не постои, изоставена е. Деловникот во главата за права и должности на советниците убаво има го уредено тоа прашање од член 18 до член 24, каде во член 18 стои дека на секоја седница не имаме право на поставување на советнички прашања. Исто така, доколку не се согласувате да го поставите на дневен ред, во иднина можеме и сами да го инициираме со писмени прашања помеѓу две седмици. Затоа е добро оваа точка да ја има на дневен ред, а не ние преку писмени прашања ќе мора да ја поставите тогаш на дневен ред. Тоа е сериозен инструмент
со кој можеме да поставуваме прашања за она што не ни е јасно. Исто така има граѓани кои што поставуваат прашања према нас, не знаеме да одговориме, односно тие прашања можеби се однесуваат директно до градоначалникот. Сметам дека не треба да бегаме од оваа точка и да си ја има на секоја седница. Благодарам. Благодарам. Петро? Добар ден, почитувани колеги, почитуван градоначалник, почитувана председателка на Советот. Во врска со иницијатива што ја поднесов јас, односно во името на советничката група од Левица, кажавте дека после добивањето на материјалите, односно законски рокот по деловникот 7 дена е поминат. Еве, пример беше оваа точка што денеска ја ставивте на дневен ред, како 31 точка убарање на УЕПА, значи се демонтирате самата себе си. Иницијативи советниците поднесуваат дури и амандмани и на самата седница. Нема потреба да постои 7 дена. Ова моја иницијатива, наша иницијатива, беше за Советот да доноси заклучок. Значи, не ние како советници да ги направиме тие програми тамо, а најпрво ќе кажем дека тоа се што го напишавме тамо беше забелешка од државниот ревизор во ревизорскиот извештај кој што го доби градоначалникот на општина Гевгелија, во кој што му дадоа забелешки дека по законот за урбано зелено тие работи нема да ги направи на општина Гевгелија. Затоа ние поднесуваме таа иницијатива, да тие работи ги направат службите во општина Гевгелија, не градоначалникот, не вие, не ние, туку надлежните служби, а тоа е секторот за градежештво, урбанизам и заштита на животната средина. Ние само да му дадовме амин, што се вика, на секторот да ја заврши таа законска обврска. Доколку сметате дека оваа иницијатива и во врска со буџетските импликации, ние не знаеме колку ще секторот, тие треба се направат пресметка дали они ќе ја завршат или ќе дадат некоја приватна фирма да ги изработи тие програми таму, тие по законот како што се. Они ќе се направат пресметката. Така да доколку сметате дека оваа точка треба да оди во следната седница на Советот, тоа е на крајот на годината, јас немам ништо против. И немам ништо против. Само пак ќе повторам дека тоа е во интерес на општината, како што е наведено во заклучокот на Државниот завод за ревизија. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Давам збор на градоначалникот. Дали сме предлагачите Тодоров и Нечевски. Дали сме согласни следната седница да биде со советнички прашања? Нечевски може? За следната седница? Предлог точка 32 на дневен ред, за предлог точка на дневен ред. Ја ставам на нагласање. Молим? Точка 32, советнички прашања, дали да биде на денешниот дневен ред, ја ставам на гласање. Кој е за? Кој е против?
дека предлог точката за ставање советнички прашања како точка 32 на денешниот ДВД не е усвоена. Процедура? Значи, вака на предлогот за точка на дневен ред за советнички прашања, кога градоначалникот е согласен, воопшто не е проблем дали точката ќе биде последна или ќе биде прва. Значи, во делот на права и обврски на советниците, тоа е добро регулирано. Значи, по пракса се поставува како последна точка на дневен ред. Меѓутоа, со согласност на градоначалникот, воопшто нема проблем да биде и прва точка. И малце се доведуваме во ситуација, градоначалникот е согласен да има советнички прашања, а ние гласаме против. Да, ама он... Да, се согласи за следната седница, меѓутоа кажа од причини што нема да биде тука. А веќе е тука, можеме да ја искористиме како точка на дневен ред. Нема да го оптеретуваме со многу советнички прашања и сметам дека се доведуваме во една нелогична ситуација да он е согласен и ние гласаме против. Благодарам. Го оставам предложениот дневен ред заклучно со точка 31 на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Кој е против? Воздржани? Георгиев? Не гласам. Констатирам дека предложениот дневен ред е усвоен со 15 гласа за, 3 воздржани и 1 не гласа. Заради сродноста на повеќе точки од дневниот ред, предлагам точката 5 и точката 6, предлог одлука за прифаќање на иницијативата за изработка, измена и дополнување на урбанистички план за село Моин и предлог одлука за измена и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови за 25 година, да се разгледуваат и дискутираат заедно, а по нив да се одлучува оделно, како и за точките од точка 10 до точка 30 да се разгледуваат и дискутираат заедно, а по нив да се одлучува оделно. Молам, кој е за, нека крене рака. Кој е против? Воздржани? Констатирам дека предложените со 17 за, 20 воздржани. Преминуваме на работа по усвоениот дневен ред. Точка 1. Предлог заклучок за утврдување на нацрт буџетот на општина Гевгелија за 2026 година. Отварам претрес по предлог заклучокот со извештај од комисии. Бидејќи представник од општинската администрација е присутен, да дадеме прво збор на неа. Повелете. Благодарам. Почитувани, буџетот на општина Гевгелија за 2026 година е изготвен врз основа на законските прописи, и тоа Законот за буџет, Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и насоките за подготовка на буџетите на единиците на локалната самоуправа, добиени од Министерството за финансии, со архивски број 08-1908/1 од 26.9.2025 година. Буџетот на општина Гевгелија представува план на приходи и други приливи одобрени средства, ги вклучува основниот буџет, буџетот на дотации, буџет на донации, буџет на заеми и буџетот на самофинансирачки активности.
Нацрт буџетот за 2026 година е утврден на вкупен износ од 860 милиони 235.483 денари, и тоа приходи на основен буџет од 442 милиони 283.382 денари, или тоа е 51,41% од вкупниот буџет, каде имаме редовни приходи од 293 милиони 760.040 денари и 148 милиони 523.342 денари капитални приходи. До овој износ дојдовме по насока на Министерството, каде рамката за буџетот за 2026 година оваа година изнесува 247 милиони 421.004 денари. Дотациите од ДДВ се 57 милиони 89.036 денари и со проектите капитални 137 милиони 773.342 денари. Потоа ги имаме буџетот на дотации од 388 милиони 210.101 денар, буџетот на донации од 7 милиони 687.500 денари и приходи од самофинансирачки активности 22 милиони 54.500 денари. Согласно буџетската класификација, буџетот на општина Гевгелија е изработен по програми, подпрограми и расходни ставки. Во овој нацрт буџет прикажани се расходните програми, подпрограми и за основниот буџет во општиот дел на буџетот на општина Гевгелија во висина од 860 милиони 235.483 денари ги содржат вкупните приходи и вкупните расходи проектирани за 2026 година, даночни приходи од 226 милиони 507.508 денари, неданочни приходи од 26 милиони 758.500 денари, капиталните приходи од 10 милиони 750.000 денари, трансфери и донации 596 милиони 219.475 денари, кај приходите во основниот буџет во висина од 442 милиони 283.382 денари, ја имаме следната структура на приходи. Даночни приходи од 226 милиони 507.508 денари, неданочни приходи од 5 милиони 550.000, капитални приходи 10 милиони 750.000, трансфери и донации од 199 милиони 475.874 денари. Билансот на расходи на основниот буџет се состои од следново: плати и надоместоци од 66 милиони 390.720 денари или 15%, резерви и недефинирани расходи од 700.000, стоки и услуги од 76 милиони 111.337 денари или 17,21%, каматни плаќања од 4 милиони и 300.000 или 0,97%, субвенции и трансфери од 59 милиони 726.114 денари или 13,50%, капитални расходи од 218 милиони 799.192 денари или 49,47% и отплата на главница од 16 милиони 256.019 денари или 3,68%. Буџетот на општина Гевгелија за 2026 година се состои од следните извори на приходи: даночни приходи, кај данок на доход од добивка и капитални добивки, данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници, данок на плати на вработени во трговски друштва, јавни предпријатија и други правни физички лица кои се занимаваат со занечиска дејност и оние кои плаќаат паушален износ. Кај даноците на имот имаме данок на имот, приход кој го плаќаат физички и правни лица даночни обврзници,
кој е утврден согласно методологијата за утврдување на пазарната вредност, данок на наследство и подарок, данок на промет, кој се наплаќа со извршен промет на недвижности согласно утврдената методологија. Даноци на специфични услуги, овде се комуналните такси, приходи кои се остваруваат за користење на определени права. Имаме такси за користење и дозвола за вршење на дејност, тие се надоместоци за добивање на лиценци за вршење на угостителска дејност во ноќен бар, приходи за користење на одредени права и така натаму. Кај неданочните приходи имаме глоби, судски и административни такси, такси за надоместоци, други неданочни приходи. Од капиталните приходи спаѓаат продажба на земјиште на материјални вложувања, приходи остварени од продажба на градежно неизградено земјиште во сопственост на Република Македонија, надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини, надомест за утврдување на правен статус за бесправно изградени објекти, кај трансфери и донации влегуваат трансфери од други нивоа на власт. Овде се трансферите од буџетите на фондовите и тоа се приходи добијани од јавните предпријатија за патишта, дотација за ДДВ кој оваа година изнесува 57.089.036 денари, наменска дотација за пожарникарство, блок дотација за општините за финансирање на надлежностите на јавните општински установи и донациите од странство како приходи добијани од Европска унија за одобрени проекти. Почитувајќи го принципот на буџетска дисциплина, рационално и наменско трошење со намалување на непродуктивните трошоци, направени се проекции за финансирање на активностите, како на тековно оперативните, така и на капиталните расходи на општина Гевгелија. Во посебниот дел на буџетот на општина Гевгелија се прикажени финансирањата согласно законските пропишани програми и подпрограми за одредена надлежност. Буџетот на општина Гевгелија за 2026 се состои од следните категории на расходи: плати и надоместоци, значи финансирање кое опфаќа бруто плати и надоместоци на вработените во општина Гевгелија и вработените во јавните општински установи. Резерви и недефинирани расходи се планирани средства за непредвидени случаи, како и постојана и тековна резерва. Стоки и услуги, финансирање на тековно оперативните расходи за непречено функционирање на дејностите од локалната самоуправа. Субвенции и трансфери ги опфаќаат финансирањата на физички и правни лица согласно донесените програми за спорт, култура, невладени организации, здруженја на граѓани. Финансиска помош за новородено дете, која изнесува за прво родено дете од 6.000 денари, за второ, трето и секое наредно новородено дете исплатата за финансиска помош за трето и секое наредно новородено дете исплатата за финансиска помош изнесува 12.000 денари. И капиталните расходи кои ги опфаќаат финансирањата на купување опрема, машини, изградби и реконструкција на градежни објекти во општината, изградби и реконструкција на други објекти, изградба и реконструкција на локални патишта и улици, изградба и реконструкција на системи за водоснабдување, изградба, реконструкција на системи за отпадни води, изградба на паркови и зеленило и така натаму. Според групата на капитални расходи учествуваат со 49,47% во основниот буџет, со што е задржана развојната компонента на општината. Благодарам. Благодарам на представникот на општинската администрација. Му давам збор на градоначалникот по оваа точка. Почитувани советници, на денешната седница на Совет на општина Гевгелија ја разгледуваме нацрт верзијата на буџетот на општина Гевгелија за 2026 година, кој ќе представува и основа за приносењето на предлог буџетот на крајот од месец декември. Согласно со насоките и податоците од Министерството за финансии, купниот буџет на општина Гевгелија за 2026 е околу 860 милиони денари,
за нас како локална самоуправа и од нас како локална самоуправа и од Советот на општина Гевгелија зависи реализацијата на основниот буџет на локалната самоуправа и според рамката дадена од Министерство за финансии до датата за пуштање на материјалите за Советот на општина Гевгелија денешната седница, основниот буџет изнесува околу 442 милиони денари за 2026 година. Во изминатите 3 години локалната самоуправа со подршка од Советот имаше одлична реализација на основниот буџет и во проценти и во средства на 90%, што придонесе за голем број на реализирани капитални инвестиции и проекти, а како резултат на тоа имаме во тек на реализација и повеќе неколку инвестиции што во наредниот период ќе овозможат нови работни места. Купниот основен буџет од 442 милиони денари е збир од основниот буџет кој како рамка ни го дава Министерството за финансии од 247 милиони денари. Приходите, предвидените приходи од ДДВ, кои што за 2026 година се 57 милиони денари, и средствата од владата за проекти за општините, кои се предвидени за 137 милиони денари. Во однос на претходната година, значи во делот на рамката за основен буџет од Министерството за финансии имаме зголемување. Минатата година ни беше дозволен основен буџет 216 милиони, сега 247 милиони. Во делот на ДДВ исто така имаме зголемување. Минатата година беше 52 милиони денари, сега е 57 милиони денари, со тоа што во март месец во однос на перформансите на општината и на реализацијата на буџетот на општината ќе имаме промени во однос на ДДВ-то во делот на зголемувањето за 2026 година. Во оваа нацрт верзија мора да споменам дека не се планирани средствата кои што ќе се пренесат од 2025 година во 2026 година. Тие ќе бидат со предлог буџетот додадени, со оглед на тоа што кога се пуштени материјалите има уште 30 дена до крајот на годината. Во делот на приходната и на расходната страна на основниот буџет можете да разгледате, а исто така сега имаше и детално образложение од представникот од администрацијата по секоја ставка. Тука е забележливо што имаме голем дел од средствата се предвидени за капитални проекти, некаде 49%, што се должи на две работи. Првата е резултат на добрата реализација на буџетот, што ни донесе зголемување на буџетот и зголемување на приходите од ДДВ, а втората работа се средствата кои што ги одобри владата на Република Македонија за реализација на проекти во општините. Во 2026 година, значи планирани проекти за завршување на реализација, целосна реализација и почеток на реализација се: реконструкција на улицата Маршал Титов, целосна реставрација на старата чаршија, целосна изградба на фекалната канализација во населено место Милетково, изградба на ново планирана улица кај Пионерски дом, изградба на нов парк на булевар Гевгелија кај семафорите, скада за пречистителната станица, атмосферска канализација на улиците Гоце Делчев, Ванчо Парке, Кукушка, Петар Мусев, Скопска, ново детско катче во касарната, нова фекална и атмосферска канализација и нов водовод, значи целосно завршување на проектот во блок 4.4, изградба на влезна улица во населеното место Моин, изградба на водоводната линија на улицата Александар Бел во Мрзенци, изградба на нов парк во населеното место Негоци, изградба на ново детско катче, фитнес прави и фан претпатека во Мировци, ново кошаркарско игралиште во Богородица, нов фекален колектор од новиот кружен тек до де факто,
целосна реконструкција на школото во Серменин, изградба на нов парк на Мирот, кај Сува река на површина од 25.000 метри квадратни и значителен дел од средствата ќе биде потребен од капиталните расходи за асфалтирани улици во градот Гевгелија, од причина што во 2026 година предвидено е завршување на, како што спомена во претходното излагање, 5 улици каде што ќе се постава атмосферска канализација и цел блок 4.4 каде што се поставува целосна подземна инсталација. Значи тука ќе бидат потребни огромни средства за целосно асфалтирање на улиците кои нема да бидат во добра состојба по завршување на овие проекти. Исто така, со буџетот ќе бидат опатени и проекти од делот од социјалната политика, образованието, спортот, културата, исто така предвидени ќе бидат и средства во делот на туризмот. Дел од овие проекти значи ќе се реализираат од собствени приходи на буџетот на општина Гевгелија, дел ќе се реализира со средства од владата за проекти во општината, а дел ќе се реализира со грантови од домашни и странски организации на кои што претходно како локална самоуправа аплициравме. Поголем дел од проектите се од мојата програма за локалните избори, дел од проектите се барање на граѓаните кои ги имаме при нашите средби преку целата година, а во наредниот период ќе бидат одржани јавни расправа со граѓаните од општина Гевгелија за изготвување на предлог буџетот за 2026 година. Се надевам и верувам дека и оваа година ќе продолжиме со добра реализација на буџетот, ќе го продолжиме континуитетот од пред 3 години, што ќе придонесе за реализација на нови проекти во нашата општина. Благодарам. Благодарам на градоначалникот. Преминуваме. Дали некој се јавува за збор? Вегов? Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани представници на јавноста, денес расправаме по нацрт буџетот на општина Гевгелија за 2026 година. Документ кој го определува развојниот правец на нашата општина во годината што следи. Советничката група на ВМРО-ДПМН внимателно ја разгледа нацрт верзијата и може одговорно да каже дека буџетот за 2026 година е квалитетно подготвен, реален и развоен. Затоа даваме целосна подршка на придружениот нацрт буџет. Оно што е од особено значајно е дека буџетот од година во година расте и веќе во последните 3 години има одлична реализација со над 90% на реализација. Од моментот кога ја презеде локалната власт градоначалникот Андон Сорамандов, секоја наредна година носи поголем и поамбициозен буџет. Оваа година има најголем буџет до сега, што е директен резултат на успешната реализација на претходниот буџет и на одговорното функционирање на локалната власт. Денес се наоѓаме во фаза на јавна расправа. Како советничка група го почитуваме овој демократски механизам, бидејќи преку него ќе ги слушнеме сите предлози и забелешки од советниците, од граѓаните, од местните заедници, како и од сите здруженија на граѓани. Секој конструктивен предлог е добредојден и ќе биде разгледан со должна сериозност. Особено важно е да се истекне дека буџетот за 2026 година содржи силна развојна компонента. За прв пат во историјата на општина Гевгелија капиталните расходи учествуваат со 49%.
Ова е јасен доказ дека се насочуваме кон реални инвестиции, подобрување на инфраструктурата, развој на местните заедници и создавање услови за повисок, поквалитетен живот на сите граѓани. На следната седница, кога ќе биде гласањето за конечниот буџет, ќе се произнесеме подетално и ќе ги образложиме ставовите по секоја буџетска ставка. Денес сме тука да слушаме, да дебатираме и заеднички да го подобриме документот кој ќе ја води нашата општина во 2026 година. Ви благодарам. Почитувани граѓани, почитувани советници, почитуван градоначалник. Прва точка на дневен ред, нацрт буџет на општина Гевгелија за 2026 година. Прво и основно, во вашето излагање забележав, наведовте одреден број на проекти. Не приметив лош проект, супер е тоа. Но тие проекти, ние во оваа документација за овој буџет не ги гледаме. Немаме програми за работа. Ги немаме годишните програми по сектори. Убаво ги наведовте вие, но ние како советници исто така треба да знаевме кои средства, колку пари коштат тие програми, тие проекти. Па да дебатираме тука дали се изводливи, дали не се, дали чинат премногу, дали чинат премалку, дали е добра проектната документација, дали не е добра и така натаму и така натаму. Во врска со овој нацрт буџет, или како што на комисија од страна на одделението за финансии ми беше кажано, буџет од досегашна пракса бил ова. Јас таков буџет не познавам. Јас познавам нацрт буџет и предлог буџет. А буџет од досегашна пракса не знам. Втора работа, која ја барав и на кварталниот извештај, а и сега, е недоставување на буџет на 6 цифри, односно расходната страна на буџетот. Таму убаво ќе видат сите колеги советници, вклучително и јас, како поточно по подставки се планирани паричните средства за сите овие проекти кои што градоначалник вие ги наведовте. И сега прашањето е дали вие сакате ние како советници да располагаме со половишни информации или не. Други договорни услуги, планирани средства, не знаеме ние како советници на оваа седница по нацрт буџетот зашто се планирани тие парични средства поточно. Како ние би интервенирале со одредени предлози и амандмани на овој буџет, ако ние не знаеме точно зашто се планирани тие парични средства. Јас оваа седница, како и колегата Петров, нема да интервенираме со предлози на буџетот и со амандмани, бидејќи ние не знаеме паричните средства зашто се планирани, не знаеме од каде би зеле пари, за да ги пренасочиме за одредени проекти кои мислиме дека и предлози кои се попотребни за граѓаните на општина Гевгелија. Време е граѓаните да знаат каде завршуваат нивните пари, односно колку чинат проектите. Во делот на приходите, ќе констатирам сега една мала анализа на овој нацрт буџет. Данокот на физички лица се намалува, односно од 25 милиони денари на 21 милион денари. На што се должи овој градоначалник, бидејќи јас слушам дека граѓаните се жалеа во последниве години дека зголемен им е данокот на имот. Мислам дека правевте евалуација. Приходите од продажба на градежно земјиште се намалени од 20 милиони на 2 милиони денари. Дали
минатата година продававте земјиште со цел да си ги финансирате привремените вработувања и да си ги купите изборите. Трето прашање. Во билансот на расходи минатата година сте имале 4.431.694 денари планирано. Годинава 834.000 денари. На што се должи ова? За кого беа планирани овие средства минатата година 10-кратно повеќе отколку оваа? Привремени вработувања, односно вработувања од нашиот народ познати штабот, минатата година сте проектирале 3.300.000 денари, оваа година 2.300.000 денари проектирате. Округло на ќоше 100.000 евра народни пари потрошени за привремени вработувања. Не знаеме дали биле потребни или непотребни. Или ќе бидат потрошени. Исто така гледам дека планирате купување на возила во делот на буџетот за општината од 2.900.000 денари, и тоа ми е прашањето, а во делот на 2.900.000 денари буџетот во програмата за противпожарна заштита, треба да ни објасните зашто сте планирани тие средства. Еве, кога ги набројувавте овие проекти за овој буџет, не спомнавте и ние како советници не знаеме, вклучително и јавноста. Исто така гледам дека кредитите стигнуваат за наплата, односно минатата година беа 12 милиони денари на основа на главнина, отплата на главнина, а оваа година се проектирани 16 милиони денари врз основа на главнина. Во програмата на градоначалник минатата година имате тековни расходи во износ од 676.000 денари. Оваа година не е изборна и сте проектирале 100.000 денари. Зошто е и ова вака? Минатата година сте проектирале 20 милиони денари за јавно осветлување, имајќи предвид дека сте ја проширувале мрежата, имавте проектирано средства за проширување на мрежата. Не ми е јасно како оваа година таа сума се проектира на 15 милиони денари, односно помалку. Може би се должи на најавеното намалување на цената на струјата од 1.1.2026 година, ако не грешам. Потикнување на туризмот минатата година сте проектиране 1.200.000 денари, оваа година исто. Кажете ми, праксата од минатата година е иста со оваа година? И зошто ви се планирани поточно овие средства? Дали 20.000 евра се доволно за развивање на туризмот во општина Гевгелија? Имате планирано и поддршка на локалниот економски развој во износ од 5 милиони, минатата година сте планирале 6 милиони. Повторно ќе ве прашам, зошто ви се планирани овие средства, почитуван градоначалник? Да ни дадевте нацрт програми, немаше да поставувам вакви прашања. И за крај, доколку продолжам да поставувам прашања, би ја узурпирал говорницава, ве замолувам во иднина да ни доставувате нацрт годишни програми, па наместо да прашуваме ние тука сега на нацрт буџет, што сте планирале, треба да дадеме амандмани, да не ве испрашуваме како градоначалник, туку да ве советуваме. Значи, Советот на општина Гевгелија има должност да ве советува вас како градоначалник. Вие да ги предложите актите, ние да ги одобриме, да предложиме измени на истите, да кажеме да, градоначалник, за ова сте во право, ќе го поддржиме, ова не е така, а не да се испрашуваме. За жал, овој нацрт буџет во ваков формат нема да го гласам и ве молам да ми одговорите на прашањата. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Георгиевка, Нечевска. Благодарам, председателка, почитувани советници, почитуван градоначалник. Ја ќе бидам само краток. Потполно ја поддржувам дискусијата на претходниот говорник и не е во ред без нацрт програма ние овде да дискутираме. Од излагањето на градоначалникот треба да паметам се што ќе се направи во општина Гевгелија. Значи, треба да има нацрт програма која ќе ја разгледаме, можеби нешто ќе промениме на подобро, со подобри програми, со подобри идеи,
Само да ги подсетам и градоначалникот и советниците на ВМРО ДПМН дека на 2-3 пати беа во Негорци и го знаат сериозниот проблем со водоснабдувањето, а гледам дека во нацрт програмата градоначалникот не го спомена тоа. Се работи за 30% од населеното место Негорци во летните периоди нема вода и за ова 26-та година треба да им кажеме на луѓето да се спремат за летните периоди, сами бидејќи општина Гевгелија не планира да инвестира во населеното место Негорци за водовод. А да не ја ни споменувам канализацијата која исто така не беше спомената. И ве молам во наредните седмици или во наредните години да имаме нацрт програма и да имаме преглед на сите работи што ќе се извршуваат, бидејќи тоа беше пракса во претходните совети, советниците да имат програмата и да знаат за што ќе расправат. Ако може. Благодарам. Благодарам. Следен беше Мечев. За жал, со немањето на нацрт програми, градоначалниче, ќе те изложуваме на поголем број на прашања. Нормално дека не можеме сите да ги поставиме, меѓутоа оние што се позабележливи, бројки кои што одстапуваат драстично од претходните буџети, ќе бараме сега за сега одговори на тие прашања. Јас забележувам во ставката надомест за уредување на градежно земјиште или познати како комунали меѓу народот. Минатата година имало 52 милиони, нема да ги читам до крај цифрите, оваа година се планирани 70 милиони. И ништо не е спорно тоа, меѓутоа спорно и контрадикторно е со ставката за продажба на неизградено градежно земјиште, каде што минатата година биле предвидени 20 милиони и 100.000 денари, а оваа година се планирани 2 милиони, ако не грешам, 2 милиони и 100.000 денари. Значи, од една страна немаме продажба на градежно земјиште, а од друга страна имаме надомести за уредување. Значи, тука паѓаме со 18 милиони денари, а надоместот од уредување на градежно земјиште го зголемуваме за околу 17,2 милиони денари. Па тука логички се поставува прашањата. На што се должат овие зголемувања? Дали тоа се на нови урбани планови, приливи од големи инвеститори или тековната градежна активност која што не е така мала во општина Гевгелија, па има се уште неисплатено комунали према општината. Не знам, барам на тоа прашање одговор, затоа што сме свесни дека во моментот во Гевгелија, колку што ми се овака приближно преброени, во моментот имаме градба на 12 згради. Дали во иднина ќе се продолжи со ваква хиперградба на згради, кои што сме свесни дека го нарушуваат комодитетот на граѓаните, со начинот како е распределена и според законот за градба, не водење сметка на доволно зелена површина околу зградите, недоволен простор за паркинг места. Знаеме дека законот за градење предвидува соодветна зелена површина и соодветен број на паркинг места според бројот на изградени и новоизградени станови. Исто така, зградите се пречка и го спречуваат природниот провев. Не знам колку се води сметка за таа работа, ама очигледно со зголемувањето на загадувањето на Гевгелија, што од година во година е се поприсутно, очигледно дека тие неконтролирани градби според мене, и ако се согласно план, неконтролирани од аспект на близина на изграденост, од аспект на непочитување на дополнителните придружни елементи кои што ќе треба да ги има околу секој стамбен објект, односно зграда. Исто така, имаме примери на изградени и завршени згради, а знаеме дека при градбата, сакале или не, тротоари, површини се оштетуваат.
Се уште зјае празна онаа парцела за која што имаше силни реакции на булевар Гевгелија. Ми се чини дека инвеститори беа некои од Струмица, па она ископана дупка сега е пополнета со земјиште, меѓутоа тротоарот е буквално расцепен. Значи, одземен е скоро, ајде да не речам 2/3, можеби и повеќе, од тротоарот и не е вратен во првобитната состојба. Се поставува прашањето дали службите во општина Гевгелија се вршат работата, затоа што знаеме дека секој инвеститор, од кога ќе заврши со изградбата на одреден објект, треба сите аномалии кои при тоа нарушување на нормалното сообраќајно решение во смисла на тротоарот. Тротоарот е пешачка зона, нели, за пешаците, не се враќаат во првобитната состојба. Дрвцата кои што се изградени исто така према популарната она грчка зграда, таму е најинтензивна градбата во моментот, сите се искршени. Значи завршуваат со градба, остануваат искршени дрвја, остануваат деформирани тротоари и се тоа, ако така продолжи, тогаш лошо ни се пишува. Добра е градбата, меѓутоа, ако е се според закон, ако се е според урбанистички план и ако се запазуваат оние норми кои што се идеално пропишани во законот за градење. Тука ги немаме тие запазувања и ќе барам одговор на тие прашања и жестоко во иднина ќе се бориме не само градот наш да биде со безброј згради кои што ќе го нарушуваат изгледот на градот и функционалноста, туку после завршувањето на секоја градба да се враќа првобитната состојба на просторот во кој што се гради тој објект. Друга забелешка би имал околу ставката за спорт и рекреација. Тука би имал, вака, прашања, немаме точни, нели, нацрт програми, па да дискутираме во детали. Меѓутоа, оваа година гледаме зголемување, минатата да не беше 25 милиони или 23 милиони беше, за спорт и рекреација без капиталните расходи кои што беа во делот, ми се чини, на салата Партизан. Сега имаме зголемување во делот на ставката спорт и рекреација на 25 милиони денари, а 2 милиони денари остануваат за капиталните расходи. Јас побарав некои податоци во споредба со останатите општини, ова е позамашна сума на пари која што мора јасно да знаеме каде се насочува и со каква цел. Ние едноставно немаме стратегија, бар јас не знам да имаме, за развој на спортот во општина Гевгелија и фокусот да го ставиме на младите категории на деца. Имаме безброј талентирани деца кои што се желни за игра. Сметам дека фалат и покрај изградбата на доста објекти, меѓутоа фалат одредени типови на игралишта, каде што они ќе можат да тренираат. Свесни сме дека родителите ги возат своите деца до Негорски бањи, до село Мрзенци и си плаќаат за таа работа. Плюс ги плаќаат и тренерите кои што ги тренираат нивните деца. Значи, месечно издвојуваат 1000 денари, 1500, не знам колку се точно. Меѓутоа, има жалби од нивна страна и прашуваат зошто на толкова сума на средства, издвоени пари, нема за најмладите категории кои се иднина на нашето општество. Со масовно нивно вклучување, знам дека има сериозна бројка кои што тренираат, меѓутоа знам дека има и некој раскол меѓу тренерите, па овој се откажал, оној се откажал, нема кој да ги тренира, пак приватно си плаќаат. Значи, тука треба да бидеме подобро организирани и да знаеме тие средства колку ќе бидат за младите категории или ќе се ориентираме на професионален спорт. Професионалниот спорт што бара? Бара купување играчи од страна. Сведоци сме години наназад, поготово во кошарката, се инвестираат сериозни суми на пари и обично имаме 4 до 5 играчи кои што силно коштаат, се плаќаат, а немаме фидбек, немаме поврат од тие средства. Кошарката каков успех да имаш, не излегуваш ниту на меѓународна сцена, ниту никаде. Плюс, играчите ги плаќаме 7, 8, 9 месеци, после завршувањето на договорите, они се апсолутно слободни. Значи, немаме можност да од тој играч повратиме одредени средства.
Кога би имале стратегија со раздвој на сопствени играчи, а имаме и тоа како силен потенцијал, поготово во кошарката, во оние млади категории кои што доскоро имаа од 8 утакмици 8 победи, ако го ставиме тука фокусот и со материјални средства, сметам дека ќе имаме сериозен резултат, а со тие играчи имаме склучено, предпоставувам, и договори, кои што ги обврзуваат, бидејќи потекнуваат од ова место, да во иднина, ако преминат во друг клуб, општината се добие одредени средства назад. Споредувајќи со општина Струмица, во периодот 24 година, значи минатата година, општина Струмица издвојува за тековни расходи за спортот 20 милиони и 65 илјади денари. Значи, минатата година ние имавме, мисля, ако не грешам, околу 23 милиони. Значи, за околу 3 милиони помалку, а свесни сме дека општина Струмица има и поголем буџет од Гевгелија, има и поголем број на сериозни клубови, со кофинансирање од приватниот дел, кај нас сите се 100% општински, што е голем терет за општината, и за капитални расходи имале 16 милиони 442 илјади денари. Тоа е нели за изградба на објекти и така натаму. Значи, споредувајќи се со една општина, не знам другите како е, можеме за следната седница да најдеме и такви податоци. Не сум против спортот, да не бидам погрешно сватен, меѓутоа треба оваа сума на пари правилно да се насочува. Правилно да се насочува, а да се запрашаме колку е вредно да ги имаме професионалните категории на клубови со играчи од страна. Не сум шовинист, да не бидам погрешно сватен дека не сакам играчи од страна, меѓутоа во секоја екипа, поготово од нашите кои што имаат амбиција едноставно за опстанок во лига, да има 1 до 2 играчи од страна, а претежно базата да биде од домашни играчи. И тука ќе завршам со уште едно прашање. Гледаме во програмата издвоени некаде, не ми е запишна цифрата, околу 66 милиони беа за улицата Маршал Тито. Тоа е за поздравување. Јас и во предизборијето зборував за тоа, и во оние клучни проекти 10 кои што ги имавме, беше зацртано да се реконструира таа препознатлива улица за град Гевгелија. Прашањето ми е, дали овие 66 милиони денари се од потегот градска библиотека до железничка станица и што опфаќа? Дали е само реконструкција, уредување на плочките или комплетно со тротоари, осветлување и не би требало да биде, меѓутоа веќе да прашам, и со уредување на оние руинирани фасади што се долу. Значи фасадите долу, колку и да ја уредуваме таа улица, тоа е страшна руина таму. Има еден лош изглед, да не речам потежок збор, морбиден. Затоа барам одговор што се е предвидено и дали остатокот од улицата, која што знаеме дека завршува горе кај поранешната касарна, кај кружниот тек, ќе се изведува до крај или ќе се застане тука со улица Маршал Тито. Претпоставам оти целосно би било, меѓутоа во некоја друга фаза. И уште една сугестија до градоначалникот. Јас и минатата седница сугерирав да во оние развојни програми влезе изградбата на градски базен за Гевгелија. Вчера прочитав вест убава за општина Валандово, дека градоначалникот склучил договор за изградба на покриен базен во Валандово, кој ќе се гради во кругот на Средното општинско училиште Гоце Делчев, што е за пофалба и покрај отворениот базен, а ние за жал базентите најавувани уште од господинот Саше Поцков, потоа од сегашниот градоначалник Сарамандов, и во минатиот период од 4 години, што значи 8 години, овој период не слушнав и не видов во програмата дали има. Убаво би било Гевгелија, како богата општина, се фалиме дека е богата и имаме сериозни приходи и сметам дека е од суштинско значење изградбата на еден покриен базен, каде што младите, средношколците и основците би ги реализирале часовите по спорт и би ги отстраниле оние деформитети кои што се по процентуално присутни
од самиот систем на учење над компјутер со тежок ранец, кифози, сколиози и така натаму. Пливањето, ние имаме тука и доктори, може да потврдат, а тоа е докажано дека е сериозен коректор на таквите аномалии. Ете, толку има. Благодарам. Благодарам. Петро? Благодарам, председателке. Почитувани колеги советници. Врска со ова точка број 1 на предлог заклучок за утврдување нацрт буџет на општина Гевгели за 2026 година. Слушнавме од представничката голема сума на бројки. Слушнаа граѓаните, само бројки. Слушнавме и од позицијата фалење на тие бројки. А што значи тие бројки? На граѓаните сигурно се прашуваат. И јас се прашувам, бидејќи како што каже колегата, не се повторувам, тие бројки доаѓаат на крај од предлог програмите, нацрт програмите. Ги донесуваат тие бројки. Ние зборуваме за финалниот резултат, бројките, а ги немаме предлог програмите. Вчера на комисиите, представничките на секторот финансии, ако добро ја слушнав, а добро слушам за сега, кажа дека кај на нас советниците не го испратила истиот нацрт буџет, иако зборот нацрт во законот не го сретнав дека постои, но во ред е предлог буџет, кој што го испратил до Министерството за финансии. Значи, во Министерството за финансии го испратила и потоа истиот во иста форма го пратила кај нас. Па јас сега сакав да прашам, дали на Радмила Сандева, Александра Петкановска, Марија Клинчарова, Рамизе Суловска или пак Флорета Хасани, ги знае представничката на општината кои се овие, бидејќи до нив го пратила овој документ, што истиот го пратила до нас, така е, не? Го пративте до Министерството за финансии нацрт, формата. Вчера ни кажавте од тоа место, или од ова место, дека во истиот форма кој што го пративте до Министерството за финансии, го пративте и до кај нас, советниците. Тоа го кажавте. Значи го пративте во ред, значи не зборувам за како сте го изработили, како они ви дале насоки, а како ви дале насоки, еве го, насоките. Сношти од немир барав на интернет да видам како дојдовме до овој документ. Ги нема нацрт програм, нели? Како дојдовме до овој документ? И гледам документ на интернет, сигурно го знае градоначалникот, сигурно го знаете и вие, основни насоки за подготовка на буџетите на единиците за локална самоуправа за 2026 година. Објавено Скопје септември 2025 година. И овде е убаво така објаснато, проширо, нема време да го разгледам, ама во следните периоди за следните буџети ќе го разгледам мели детално. И се прашувам, исто така го најдов и овој документ, скратена некоја верзија, еве граѓаните може да го видат, и го знаете и вие, општински буџет за граѓаните. Градоначалникот сигурно и он убаво го знае, бидејќи е направен од ЗЕЛС, предложен од ЗЕЛС, со помош на швајцарската амбасада. Сега, ќе се задржам само на овој документ. На најважните работи што се однесуваат на буџетот. И вели во него кој е одговорен за буџетот на општината. Не сте вие, да, од сектор за финансии, тоа е многу јасно. Викате, градоначалникот е одговорен за подготвување на буџетот на општината и за негово доставување до советот на општината, како и за негова реализација.
што е најважниот дел, буџетскиот календар, што представува алатка со која се утврдуваат роковите за планирање и изготвување на буџетот на општината за наредната фискална година. Активностите веќе по кои се одвива буџетскиот процес се одвиваат во текот на целата година според динамиката на буџетскиот календар кој го донесува Совет на општината. Ние лани донесовме буџетски календар. Во период помеѓу месец октомври и декември календарот предвидува конкретни активности кои треба да ги преземе општината со цел да им овозможи на граѓаните да се информираат и вклучат активно во подготовката и презентацијата на програмите и проектите во рамките на буџетот на општината. Значи, од 1 до 20 октомври учество на јавни расправи по приоритетите на предлог програмите на идниот општински буџет. Сега, ние имавме избори оваа година, во октомври месец, но ни после избори немавме никаква презентација, јавна презентација на предлог програмите за буџетот за 2026 година. Од 15 до 25 ноември учество на јавни расправи по текстот на предлог буџет на општината. Дали ние имавме јавни расправи по текстот на предлог буџет на општината во тој период? Немавме. Евде го и буџетскиот календар. Значи, до 20 октомври, не читам баш добро, се изготвува нацрт програмите и градоначалникот ги доставува до Советот. До 20 октомври. До 1 декември градоначалникот го доставува предлог буџет до Советот. Ништо од овие термини не се запазени до сега од градоначалникот. Ниту лани, ниту оваа година. Лани, за волја на вистина, имавме две нацрт програми за кои што можевме да дискутираме, да поднесуваме амандмани, оваа година ништо. Сега ние требаше да имавме јавна расправа на оваа седница, да поднесуваме амандмани ние, да ги слушнеме гласот на граѓаните на тие јавни расправи, на нацрт програми, на програмите, на предлог програмите и на предлог буџетот. На последната седница од годината требаше само да имаме конечната и финална верзија на буџетот, да го изгласаме со за, кој ќе гласа за, кој против, кој воздржал, негово право. Ние се доведуваме во ситуација да треба да сега да спремаме амандмани за некои работи што не знаеме на што да спремаме. И на таа последна седница ќе треба да одлучуваме дали некој амандман ќе се прифати. Па не, нормално дека нема се прифати. Кога тој амандман ќе се вметне во него предлог буџетот? На самата седница ли? Кога ќе се разработи тој амандман? Никогаш. Вака не го слушате гласот на граѓаните. Вака не се води политика. Затоа ве замолувам во иднина овие документи сериозно да ги разгледате, да се придржувате на рокови и да ја тераме процедурата како што е пропишена во законите за доброто на сите граѓани. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Кога зборевме за формата за испраќање на материјалите, се мислеше конкретно за формата во која ние ги испраќаме материјалите до Министерството за финансии. Нацрт буџетот е една рамка, износ кој ни го дава Министерството, во која рамка ќе се движи буџетот. Значи не е конечна верзија, предлог буџетот се испраќа до Министерството, од кога ќе биде усвоен се испраќа до Министерството, се вчитува и се работи по тој буџет во следната година. Разбрав дека формата, па и тоа го дискутирам, дека формата ја праќате вие, формата, значи бројките, насоките, дека не треба да се излегува од таа форма, рамка, која што они вие препишале. Но јас зборувам за содржината,
Ние не можеме да дебатираме за содржината кога ги нема нацрт програмите. Содржината, тие во Министерството за финансии не ги интересира во Гевгелија дали градоначалникот ќе ја прави улицата Маршал од тука до тука, дали ќе го доврши тротоарот во него што го почна пред избори и што остана така недовршен. Нас не интересира тоа. Тоа сакаме да го видиме ние во буџетот, во предлог буџетот. Не го гледаме нигде во програма, не го гледаме. Па како ќе поднесуваме ние амандмани? Како? Кога? На 31 декември ќе поднесуваме амандмани. Како граѓаните ќе имат на јавна расправа увид овој бројките ги имат на увид на јавна расправа? Што им значат бројките на граѓаните? Ништо. Кога не ги гледат проектите. Тоа го збориме цело време. Почитувам представник од Оделение за финансии и почитувам градоначалник. Дали вие знаете што значи нацрт буџет, а што значи предлог буџет? Ако знаете, одговорете, па ќе ви реплицирам потоа дали ќе бидам задоволен од одговорот или не. Која рамка ни ја дадовте вие денес? Освен дека знаеме како се планирани вкупните приходи и како вие ги планирате вкупните расходи, не Советот, вие, интерно. Имаме планирано 66 милиони за улицата, реконструкција на улицата Маршал Тито, така, во буџетот, а имаме тендер распишано, мислам дека пред некој ден, на 83 милиони денари. 1.300.000 евра тендерот, точно таму некаде. И сега има разлика. Има. Знаеме ние што е како и зошто е тоа така. Не знаем. Еве, објаснете ни. Па ќе ви реплицирам дали сум задоволен од одговорот. Благодарам. Почитуваме светоци во делот на забележките и прашање што имаше, се забележа во однос на програмите, забележката на советникот Микаел Тодоров. Значи, овие проекти кои што ги набројав, тие се проекти со финансова инструкција, со одобрение, дел од нив се веќе и завршена постапка и сите тие транспарентно ќе бидат дадени со колку средства почнат со се, со програмите што ќе бидат за предлог буџетот. Значи, ќе има детално се. Значи, овие проекти се каде што имаме целосно, значи, целосен проект со одобрение. Не за проекти што планираме да ги проекти сега да ги изготвуваме, па после во текот на годината да ги реализираме. Доколку сакате порано ќе добиете детално со финансиска конструкција, до каде им е постапката, каде е завршена, каде не е завршена, што е планирано, се детално ќе имате во тој дел. Во делот за негоци, значи, проектантот веќе беше на лице место за пекалниот колектор и во првите 5 проекти кои што ќе ги проектира, еден од нив е и пекалниот колектор, споменати на претходната седница. Значи, почнувајќи од сега па до јуни месец, дадена е налог за подготовка на околу 20 основни проекти, кои што беа дел од мојата предизборна програма, од која ќе заврши изработката на овие основни проекти. По примерот, пред 4 години ќе аплицираме секаде каде што ќе може да се аплицира на домашни, на странски фондации, министерства, со цел добивање на грантови за тие проекти, а оние проекти со кои ќе не може да аплицираме во наредните 2-3 години ќе ги реализираме со сопствени средства. Во делот на забелешката надоме за уредување на градично земјиште,
и претходната седница споменат и сега уште еднаш ќе кажам, значи некаде, мислам беше 2018 година, имаше законски измени со кои Министерството финансии ни дава рамка во која ние може да проектираме. Ние може да имаме и повеќе приходи, по повеќе ставки и да знаеме дека ќе имаме повеќе приходи, но не може да ги проектираме од причина што Министерството ни дава рамка. И затоа овие 3 години се соочувавме по 3-4 пати да имаме ребаланс на буџетот. Детално за оваа ставка, уредување на градежно земјиште, има голема веројатност следната година да има уште една инвестиција, уште еден голем стопански објект. Моделот за улицата Маршал Тито, тоа ќе биде образложено и на програмите. Да, оваа постапка се однесува за потегот од библиотеката до железничката станица. Во наредниот период ќе започне со реализација. Предвидено е поставување вадење на коцките, поставување целосна подземна инсталација, ќе се постави и струја. Се реде истата калдарма ќе биде наредена да се задаши автентичниот лик, ќе бидат извадени бандерите, ќе има ново осветлување, значи ќе има канделабри и по таа причина струјата ќе оди под земја, ќе бидат поставени до целата улица унифицирани дрвца, а тротоарите ќе бидат гранитни со гранитни и вишњаци, значи целосен проект, да, со гранит и тротоарите. Целосно се ќе биде променето. Благодарам. Благодарам. Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, представници на општинската администрација, медиуми, почитувана гевгелијска јавност, добар ден. Ке пробам да не се повторувам со претходните дискутанти, иако со сите нив се согласувам. Ова е прв пат да имаме нацрт буџет без нацрт програм. Тоа јас бев член и на минатиот состав на Советот, секој пат со нацрт буџетот имавме и нацрт програми, не сите, ама бар нешто. Сега јас имам едно прашање до општинската администрација. Планот на програми за развој, каде што беа офатени 8 проекти добиени од средствата од владата, имаше динамика 2025-2026 година. Сега, во програмата ЈД, изградба и реконструкција на локални патишта, улици и мостови, каде што има изградба на улица новопланирана 7 во блок 3-1 Гевгелија, предходен буџет 489.578, планиран буџет 1.894.019 денари, а во план на програми за развој, да, за 2025 е 489.578, за 2026 1.958.311. Значи, овдека имаме една разлика во тоа материјалите што го добивме со планот и програми за развој за 2026 што ни беше представен дека се средства од владата. Исто така и во програмата ЈИ, каде што има изградба на фекална канализација за мрежа во село Милетково, вели предходен буџет 1.281.951 точно. По планот за програми и развој остануваат уште 17.606.889, овдека 112.701.818.
изградба на атмосферска канализација инфраструктура за делот Кукушка Гевгелија. $573,475, како што и во план и програми за развој. За 2026 кај вас има 7.685.353, а во план и програми за развој за 2026 7.876.364, зборувам во смисла на одобрените средства што за секој проект ги одобрила владата. Значи, да не стои дека зборувам на памет. Тоа е само еден проект, каде што стои за 2025 и 2026. Имаме кај нас несогласувања со тоа што претходно го имавме, значи со одобрените средства од владата и со тоа што на вас ви се прикажани во програмите што се дел од нацрт буџетот. Дали нешто се случило во меѓувреме, дали некои промени настанале, тоа не знаеме, па прашањето ми е во тој контекст. Благодарам. Благодарам. Сивова, молам имајте предвид дека ви дадов збор сега, а тоа понатаму нема да биде во пракса, затоа што не е согласно деловникот. Членовите на совет беа повикани да се јават за збор по прв пат. Пред да му дадам збор на советникот Тодоров да се јави по втор пат, вие не се јавите пред него. Имајте предвид дека сега ви е дозволено, меѓутоа тоа во имена нема да биде пракса. Ви благодарам. Представникот на администрација повелува. По првичната информација, односно објава во службен весник, каде што беа доделени средствата за проектите од влада, тие беа одредени износи, исто така се проекти повеќе годишни, 25-та, 26-та, некои треба да видам, може би се и со 27-ма. Се јавува разлика, точно некаде има разлика. Првично имавме барање за авансни исплати по тендерската постапка, значи од определениот износ до завршување на тендерската постапка се јавуваат разлики. Од таа причина веќе ги имаме конечните договори каде е постигната цената по тендерската постапка и ги планираме износите согласно договорите. Благодарам. Процедурално повеление. Благодарам. Верувам дека и вие добро имате го прочитано деловникот за работа на Советот. Го имам и јас, да не го сега го вадам и да ви кажам по кој член од деловникот дискусиите не се завршени додека се уште има дискутанти. Дали по прв пат, втор пат и трет пат, можеби по втор пат некој да се јави, па советникот тоа нешто да го иницира да се јави по прв пат. Вие немате право да спречите ниеден советник да излезе на говорница. И по трет пат можеби некој да се јави, а по прв пат да се јави некој што нешто го иницирало во текот на сите тие дискусии да се јави по прв пат. Благодарам. Ви благодарам, затоа постојат реплики. Продолжуваме понатаму. Ставам предлог за заклучокот по точка број 1, заклучок за утврдување на нацрт буџетот на општина Гевгелија за 2026 година на гласање. Кој е за? Молам нека крене рака. Има ли некој против? Констатирам
заклучокот по точка број 1 е усвоен со 11 гласа за, 6 гласа против, 1 воздржан. Преминуваме понатаму кон точките од дневниот ред. Точка 2. Предлог програма за измени и дополнување на програмата за финансирање програми и проекти од областта на културата од интерес на општина Гевгелија за 2025 година. Отварам претрес по предлог програмата со извештај од комисиите. Представник од општинската администрација е тука. Повелете, ви давам прво збор на вас. Почитуван председател на Советот на општина Гевгелија, почитувани членови на Советот на општина Гевгелија, од здравствени причини нема да ја извадам маската и барам извинување. На седницата на оваа точка ви е предлог програмата за измени и дополнување на програмата за финансирање програми и проекти од областта на културата од интерес на општина Гевгелија за 2025 година, од причини што националната опера и балет се откажа од реализација на нивните 3 настана во Гевгелија, во проектот Гевгелија град на култура, за што е испратен допис одговор од нивна страна на 18.11.2025 година, иако се контактирани многу порано на 4.11.2025, значи дописот е овде, доколку сакате да го видите, ќе ви го дадеме на увид. Тие средства се распределуваат, значи, по веќе предвидени, но и додавање нови проекти со цел да се искористат финансиските средства одобрени од Министерството за култура и туризам во висина од 3 милиони денари. Доколку имате прашања, повелете. Благодарам. Дали некој се јавува за збор? Ставам предлог за заклучокот на гласање. Кој е за? Кој е против? Воздржан? Констатирам дека од 14 присутни, предлогот програма по точка број 2 е усвоен со 9 гласа за, 4 против и 1 неглас. Точка број 3. Предлог одлука за давање на трајно користење, одржување и управување на доградбата на одделот Сончогледи во Гевгелија на јавната општинска установа за деца, детска градинка, детска радост Гевгелија. Отворам претрес по предлог одлуката со извештај комисиите, повелете на представникот од општинската администрација. Почитувани, значи по завршувањето на сите активности во врска со доградбата и опремувањето на детската градинка Детска радост Гевгелија, тоа е за доградбата на објектот Сончогледи во Гевгелија.
Значи, по добиеното позитивно мислење од страна на Комисијата за Министерство за социјална политика, демографија и млади, Советот на општината треба да донесе одлука за давање на трајно користење, одржување и управување на доградбата на објектот Сончогледи во Гевгелија на јавната општинска установа за деца, детска градинка, детска радост Гевгелија. Чисто информативно, значи за изградбата од Министерството за социјална политика, демографија и млади се доделени 49.107.292 денари со ДДВ, додека собственото учество на општина Гевгелија за опремувањето е 6.790.991 денар со ДДВ. Доколку имате прашања, повелете. Благодарам на представниците од општинската администрација. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, ставам предлог одлуката под точка број 3 на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Едногласно присутно. Констатирам дека со 15 гласа за од 15 присутни е усвоена предлог одлуката од точка број 3. Преминуваме кон разгледување и дискусија од точка број 4. Предлог одлука за утврдување на предлогот за воспоставување меѓуопштинска соработка. Отварам претрес по одлуката со извештај од комисиите. Дали представник од општинската администрација е присутен? Добар ден. Ви даваме прво збор. Вам, повелете. Добар ден, почитувана председателка. Добар ден, почитувани советници. Во јуни месец оваа година Оделението за локален економски развој, односно нашата општина, аплициравме на проектот Општините како двигатели за одржлив развој на вториот повик за проекти за меѓуопштинска соработка, објавен од Канцеларијата на Програмата за развој на Обединетите нации, односно UNDP, во соработка со Бирото за регионален развој. Општина Гевгелија, заедно со општина Богданци, аплицираа со проектот меѓуопштинска соработка за безбедни заедници, за кој што добивме потврда за одобрување на проектот. Ќе ви ги прочитам резултатите кои што треба да се добијат од овој проект, кој што е во трајање на 8 месеци и треба да заврши некаде во март наредната година. Тоа се воспоставена формална меѓуопштинска соработка, набавена и распределена заштитна опрема за урбани пожари за пожарникари од општина Гевгелија, 11 комплети, одел чизми, ракавици и шлем. Потоа исто така и за општина Богданци има за шумски пожари комплети, изработена веб страна на ТПП Гевгелија и исто така предвидено со проектот да се обучат млади средношколци, мажи и жени од Гевгелија во областа на превенција, заштита и спасување од природни непогоди и катастрофи предизвикани од човекот и заштита на животната средина. Основен критериум за да аплицираме на проектот беше воспоставување на меѓуопштинска соработка и затоа и оваа точка на денешната седница имаме најпрво предлог за воспоставување меѓуопштинска соработка кој го дава градоначалник во врска со овој проект и по закон за меѓуопштинска соработка, заедно со проценката за потребата од воспоставување на меѓуопштинска соработка. Потоа има следни чекори. Советот на општината носи одлука за утврдување на предлог, ако истиот го прифати,
Тоа значи ќе се случи на денешната седница. Потоа градоначалникот на општина Богданци дава мислење за предлогот до Советот на општината, па Советот на општина Богданци носи одлука за прифаќање на предлогот, па потоа советите на општините формираат заедничка комисија за утврдување на предлогот за актот за мост, а претходно градоначалниците носат решение и номинираат членови во заедничката комисија. Потоа советите поединачно носат одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка и врз основа на одлуката се потпишува договор за меѓуопштинска соработка. Благодарам. Благодарам на представникот на општинската администрација. Дали некој се јавува за збор? Тодоров, повелете. Еве да не кажете дека критикуваме, ќе ја поздравам оваа меѓуопштинска соработка помеѓу општина Богданци и Гевгелија за набавка на противпожарна опрема и се надевам дека се повеќе и повеќе ќе ги развиваме нашите капацитети за борбата против пожарите, бидејќи покажа годиниве претходно дека сме многу слаби во тој поглед и огромни површини за жал ги изгубивме. Благодарам. Благодарам, Тодоров. Едно прашање јас имам до представничката на општинската администрација. Ова представува прв дел, се оди по општините до градоначалниците и советите на општините, се усвојуваат предлозите и потоа се преминува во втор дел, така? Кога повторно ќе бидат вратени како точка на дневен ред од следната фаза. Да, значи процедура е тоа воспоставување на меѓуопштинска соработка се оди по фаза. Затоа ова е почетно, значи градоначалникот по закон дава предлог, па советот усвојува, потоа и другата општина истото го прави. Ја доставуваме до другата општина, она дава мислење, донесува и она одлука на совет, па потоа ние двете општини прво формираме комисија, па потоа двете општини донесуваме конечна одлука за утврдување на меѓуопштинска соработка. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Бидејќи никој друг не се јавува за збор, ставам точка 5, точка 4, се извинувам, предлог одлука за утврдување на предлогот за воспоставување меѓуопштинска соработка на гласање. Кој е за, молам да крене рака. Констатирам дека од 16 присутни, 16 членови на совет гласале за. Благодарам представникот на општинската администрација. Како што усвоивме при усвојувањето на точките од дневен ред, точките 5 и 6 ќе ги дискутираме заедно. Молам представникот на општинската администрација да влезе. Отварам претрес по одлуката, по предлог одлуката со извештај од комисиите за точка 5, предлог одлука за прифаќање на иницијативата за изработка, измена и дополна на урбанистичкиот план за село Моин, општина Гевгелија, како и точка 6, предлог одлука за измена и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Гевгелија за 2025 година. Отварам претрес и по оваа точка по предлог одлуката со извештај на комисиите. Дали е тука представник на општинската администрација? Моле? Предвидено ми беше од следните. Што овие 2-3 точки да ги поминеме, да не правиме пауза, ама? Може и сега да направиме. И да, тоа би ги заврши. Да. Благодарам. Повелете. Точка 5 и точка 6 ги дискутираме заедно и ги гласаме поединечно. Уважаеми членови на Совета Општина Гевгелија, оваа точка се однесува за измена и дополна на
заради спроведување на системот за наводнување од конска драга. Наредната точка е измена на годишната програма во која се стават овие две точки, ова и точка што е донесена од одлука на Совет од јуни. Ако имате прашање, постојано. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, ја ставам точка 5, предлог одлука за прифаќање на иницијативата за изработка на измена и допуна на урбанистичкиот план за село Мојн, општина Гевгелија, на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Констатирам дека предлог одлуката колку се ден? Добро? 14. Да. Констатирам дека предлог одлуката по точка 5 е усвоена со 14 гласа за. Ја ставам точка 6, предлог одлука за измена и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Гевгелија за 2025 година на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Констатирам дека со 15 гласа за, точката 6 е усвоена. Продолжуваме понатаму кон точка 7, предлог решение за усвојување на измените и дополнувања на годишниот план за вработување на Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски Гевгелија за 2025 година. Отварам претрес по предлог решението. Дали е тука представник од Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски? Бидејќи представник од Јосиф Јосифовски Гевгелија е присутен, подавам прво збор на представникот. Повелете. Добар ден, почитуван председател на Совет на општина Гевгелија, почитувани советници, Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски од Гевгелија ви достави измени и дополнувања на годишен план за вработување за 2025 година. Овие измени и дополнувања се однесуваат на додавање на 2 работни места, хигиеничари, значи упразнати по основ старо финансирање, од кој што едниот прекин на договор за работа и тоа по лично барање на работникот и едното работно место хигиеничар е по основ на смрт. Доколку имате било какво прашање, тука сум. Благодарам на представникот на Јосиф Јосифовски. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, го ставам предлог решението од точка 7 на гласање. Кој е за, молам да крене рака. Констатирам дека предлог решението од точка 7 е усвоено со 17 гласа за. Пред да поминеме кон останатите точки, од точка 8 до точка 31, предлагам пауза од 10 минути. Се гледа.